Како се наближува денот до предвремените парламентарни избори на 12 април, така неголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН се повеќе е убедена во победа. На што се должи ваквиот оптимизам и сигурноста во победата, разговараме со подпредседателот на ВМРО-ДПМН и поранешен министер за транспорт и врски Владо Мисајловски. Господине Мисајловски, пред се ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Благодарам на поканата се. Започнуваме со она што е најактуелно во изминатиот период, а тоа е борбата за правна држава и владење на правото. СДСМ пред една недела маршираше за правда, во вторникот ВМРО-ДПМН протестираше против неправдата. Меѓу наративите на двете политички партии, реалноста е следна, дека застаруваат судски предмети, судски процеси се враќаат на почеток, се одложуваат рочишта, се донесе и закон за јавното обвинителство на начин на кој што знаеме како се донесе. Па ќе ве прашам, ќе се врати ли надежта на граѓаните дека еднашка ќе профункционира принципот на казнивост во случаите од висок политички профил и она што е најважно ќе за граѓаните селективната правда која што има? Благодарам на прашањето, точно така, веќе имавме еден голем протестен марш, како што рековте и вие, против неправдата во Република Македонија. Јас морам прво да кажам дека најголем процент на граѓаните во Македонија се разочарани од судството, од правосудството и така натака. Зборам за огромна бројка. И тоа се покажува насекаде низ Македонија и кога ќе видите колку народ дојде на овој протестен марш, јасно е колку граѓаните се апатични на ова прашање и колку се нервозни. Бидејќи не е само за политичарите овој закон, не е само за оние предмети што се водат против високите функционери, туку против секој еден граѓанин. Тој лавиринт во правдата што е настанат, и јас не амнестирам дека тој е настанат сега 1-2 години, многу години одамна, но сега може да го видиме врвот на купување на право, продавање на право и затоа револтот огромен и расте. Од друга страна, ние како политичка партија често пати велевме дека Заев и неговата свита целосно го имаат обседнато и обвинителството, но секако и целото судство и правосудство. И тоа можевме да го слушнеме. Бидејќи они, знаете, со нивните пиар алатки често пати велат колку све е блескаво во Македонија, колку се е добро, розево, но кога ги тргнете тие розови научари, не е баш така. Гледаме дека се нарачуваат судски пресуди, се нарачуваат кои луѓе да бидат обвинети, против кого да има случај или слично. Зашто? И само поради една причина, бидејќи тие луѓе не размислуваат на ист начин како власта. Од друга страна, сакам да кажам нешто многу важно. Доколку некој се огрешил во минатото, нека одговара. Нека одговара и тоа нека биде јавно транспарентно, но се разбира со сите законски услови, правни лекови што ги има секој еден поединец во која била постапка. Вие видовте дека се донесе еден закон на сила, на еден ден пред распуштање на собранието, и тоа без тој закон немаше да се распушти собранието. До толку тензична ситуација стана, за една цел, како се што направила ова власт во овие изминати 3 години да биде прикриено ако утре има било какви нелегални материјали или не знам така наречени бомби или индиции за криминал, они да не одговараат. Видовте, они излегоа сами против себе да си протестираат. Малце е нелогично председател кој беше Заев за реформи во правосудството да си протестира против сам себе. Точно, на правосудниот систем кај нас. Точно. Но си даде оставка, се тргна, бидејќи видовме зашто се тргна, бидејќи он веќе ги имал сите конци на секаде во судството. Од друга страна, најголем дел од тие луѓе што протестираат од СДСМ се моментално во свитата и во судството и така натака, со длабоки корени на непотизам, на своји луѓе ставени на позиции и слично, и де факто они си протестираат сами против себе. Глумат некаков вид опозиција додека се власт и глумат кон граѓаните загриженост дека правото во Македонија конечно доаѓа, а целата неправда ја прават токму они. Не е неправдата направена само овие неколку месеци, туку ние мора да се освестиме и секој да си признае дека самите постапки што беа во собрание, менување на уставно име, менување на многу закони, како што слушаме од пратениците, јак притисок за да гласаат за промена на уставното име, но сето тоа полека ќе искача низ месеците, низ годините и ќе се дознае на вистината. Јас неколку пати кажав дека вистината ќе излезе, излегува вистината и може да сите да видат дека Заев и свитата околу него директно е нарачател на сите нарачки во судството. Многу пати во последниот период
повикувате дека одговорност ќе има, но еве сега во одговорот на вашето прашање споменавте дека Зоран Заев малте не донесе закон за јавно обвинителство по свој терк. Па како ако себе си се заштитили луѓето околу него, тогаш ќе има одговорност? Одлично прашање. Јас повторно ќе го дадам одговорот од преска дека овој закон е со двојни аршини, со двојни стандарди. Што се случува? Дека со овој нов закон што се донесе, секој материјал што е стекнат во иднина или некој го достави да биде од јавен интерес, ќе нема индиции за никаков обвинителен акт, ќе нема за нив криминал или слично. Но, од друга страна, се оно што започнало од времето на СЈО, се важи. Тоа се тие двојни стандарди кои ниеден закон не смее да има такви двојни стандарди, односно двојни аршини за било која политичка партија или било кој временски период. Според мене, лично моје мислење е апсолутно неуставно. Тоа е кога да правите посебен закон за одреден дел на граѓани да важи, за одреден дел на граѓани да не важи. Просто едноставно. Или се наметнува друго прашање, што е навистина за дилема вака, дали секоја влада ќе си носи ваков закон? Дали по завршување на мандатот секоја влада ќе си донесе закон за ако направила нешто погрешно да не одговара? Не може така. Ние ако сакаме си правиме вакви работи, општеството ќе биде уште незадоволно. Но од друга страна, ако сакаме да градиме држава и сакаме навистина да владее правото, не само владење на правото, туку владење и со правото во сите постапки во судовите, тогаш навистина ќе бидеме ние на некој добар пат. Но како што гледаме, корупцијата е на огромно ниво, прогласени сме за најкорумпирана земја во Балкан и во Европа, хибриден режим не прогласија и паѓа се во вода она што они беа борци за слобода и право, бидејќи како што гледате, криминалци излегуваат од затвор, убици излегуваат од затвор, немате нерешени убиства на секој ќош, се ограбуваат по неколку банки за месец дена и сето тоа нема крај. И да ве прашам, јас, реторички, има ли правда за се тоа? Нема. Нема, навистина нема, бидејќи не се знае до кај ќе отиде работа и со право се граѓаните разочарани. Реформи мора да има. Ние можеби имаме добри закони. Тие се добро напишани и од добри експерти, но нема правна разрешница и не се имплементираат како што треба. Тука е проблемот. Бидејќи за законите испаѓа дека за некои се мајка, за други маќа. Не може така. И ние велиме честопати дека ќе има одговорност. И се ова што се случува на неодговорен начин, се ова што се случи на незаконски начин, мора да има одговорност. И тоа да почне за сите политички партии. Уште едно прашање во врска со ова тема. На протестот во вторникот, лидерот на партијата Христијан Мицковски испрати 3 барања. Може би ова прашање ќе ми речете дека треба да го адресирам до судската власт, но очекувате ли дека нешто од овие 3 барања ќе се исполни? Ако си има разум, да. Целта не е само на овие барања ние да ги кажеме пред јавноста. Целта е да го слободиме судството. Целта е судството да се тргне од раците на политичарите целосно. Бидејќи ние може многу протести да правиме. Разумот ако не дојде, пак пати општеството, пати државата. Најголемата одговорност според мене ќе следи на 12 април. Тогаш ќе се знае многу подобро кој е победникот, ќе биде ВМРО-ДПМН неубедливо и тогаш ќе има навистина одговорност. Мора да има, бидејќи се ова на овој начин, овие зулуми што се прават ако нема одговорност, тогаш пак ќе кажам дали треба другата влада се донесе нов закон и до недоглед. Не може вака. Едноставно општеството не може да функционира вака. Иако официјално кампањата за изборите не е започната, но веќе политичките партии се во кампања, техничкиот премиер најави дека оваа кампања за овие предвремени парламентарни избори ќе биде една од најцрните кампањи. Дали тоа се докаже во овој сега период со неколку низа на настани, притисок врз медиуми, црни кампањи, црни средства со кои се финансираат, црни политики, сметате ли дека или кои се вашите очекувања во однос на ваквите тези на власта? Ја морам да кажам ваква нелогична изјава, не знам дали треба да се даде. Зборам од човек што е ставен да биде технички премиер за спроведување на фери демократски избори. И тоа доаѓа на 30 на дена од кога имате техничка влада и он вели дека ќе биде најцрна кампања. Значи, си имаат некој кризен штаб во СДСМ како да направат ршум на овие избори. Ние веќе видовме во минатото дека тоа се случува. Јас само ќе ве потсетам дека за референдумот се гласаше во една секунда. Зборам во некои избирачки места и за тоа немаше одговорност. Тоа за нив беше некој европски манир, а од друга страна тој што е најповикан да ги води изборите, очигледно дека почнува да прави некои алиби
или самите себе да си прават алиби дека ќе биде најцрна кампања, бидејќи знаат дека многу ќе изгубат. Граѓаните се навистина незадоволни. Ова ја не го кажувам како потпредседател на ВМРО-ДПМН. На сите јавни мерења граѓаните навистина во секоја сфера се разочарани. Ние додека правиме програма, додека пробуваме да пристапиме кон граѓаните со некои позитивни мерки, гледаме што се случува во власта, се најавува дека има ширење на лажни вести, не знам, црна кампања и така натака, а они ја разрешуваат министерката за труд и социјала. Зашто? Бидејќи позади табла застанува каде што пишува Република Македонија. Која институција кажа и достави предлог до владата се разреши таа министерка, бидејќи не го почитува уставот? Нема. Од СДСМ се договориле дека треба да се промени, ја променија. Од друга страна, министерот за внатрешни работи, зборам техничкиот, секоја одлука што ќе ја донесе на влада му се поништува. И сега ние како опозиција имаме легитимно право да кажеме дека еве каква ќе биде кампањата. Човекот што треба да ги води изборите во МВР, му се заврзани рацете од власта, како и со правдата и со судството што власта ги зароби рацете на секаде во Македонија во сите сфери. Затоа ќе имаме тешки избори, јас тоа можам да го кажам, ќе имаме тешки избори, но правдата ќе победи. Ќе победи бидејќи гледате колку народ дојде само за еден ден на протестот на ВМРО-ДПМН, и јас сум благодарен што дојде тој народ, но тој народ има очекувања. ВМРО-ДПМН мора да ги исполни. Инаку би биле слични на оваа власт. Изминатиот период во два наврати пратеникот Антонио Милошевски објави така наречени бомби. Има ли опозицијата уште вакви бомби и што ќе прави со нив во периодот кој следи? Ако постојат. Веќе го добив ова прашање од неколку други места и јас пак ќе кажам дека се што ќе стигне во ВМРО-ДПМН до секој политичар ако од јавен интерес се разбира дека се достави до институциите, но и нека се објавени за да се знае вистината, бидејќи пак ќе речем двојни стандарди за нив се беше возможно и можеа да прават, но сега можеме да видиме дека тие што се бореа за правдата епне се фактички за неправда. Јас ќе ви кажам друго нешто. Толку многу индици има за сторен криминал и толку многу луѓе се охрабруваат и доаѓаат во нашата партија, но и добиваме доста дописи, добиваме доста материјали што се случува во Македонија и ние сето тоа ќе го објавиме. Рекет и корупција насекаде. Нема бизнисмен што не се жали, нема некој што сака да започне нов бизнис да не се жали, нема странски инвеститор да не се жали поради рекет и корупција. Ова е невидена работа. Ние како одговорна политичка партија мора се тоа да го споделиме со јавноста, да се разбира се таму каде што имаме навистина цврсти докази тоа што навистина треба да го обелодениме со јавноста. Но од друга страна, вие знаете дека ние извадивме повеќе на самите пресконференции повеќе материјали за многу криминални случувања. Нема ниту едно обвинение. Нема ниту еден човек од СДСМ што има покренато обвинение, освен рекет, каде што не можеа да сокријат веќе, бидејќи излегува материјалите по италијански весници. Но од друга страна ќе ви кажам еден интересен предмет, каде што беше фатен градоначалникот на Ново село Чинон на граница со Шверц. Так. Еве, ќе кажеме позитивен пример, веднашка човекот беше притворен и слично, бидејќи го фатија директно како шверцува цигари. Но за некој месец дека тој истиот човек кој што го доби бизнес со марихуана сега во скоро време, а од друга страна го пуштија за некој месец и не одговараше. Таа селективна правда. Да не збориме за сите оние случувања што претходно ги најавува како бомби, кој се е умешан во процесите, кој испадна сега дека не било така, а од друга страна сите се пуштени. И мислам дека тие луѓе што се пуштени ќе им помагаат сега за изборите како да добијат некој глас плюс. Но џабе им, јас вака ќе ви кажам, џабе им бидејќи овој пат ќе имаат една убедлива вака тешка борба со ВМРО-ДПМН и со граѓаните на Македонија и ќе имаат еден тежок пораз. Убедени сте во победата на 12 април. Лидерот на партијата Христијан Мицковски изјави дека ВМРО-ДПМН ќе коалицира пост изборно со партијата која што ќе има најблиската програма како ВМРО-ДПМН, односно по принципот на програма со програма. Од оваа дистанца сега гледано, партијата има коалицијски партнер во албанскиот блок? Еве во средата само ќе споменам дека се направи предизборна коалиција помеѓу СДСМ и Бесана Билал Касами. Еве за постизборно да прашувам во... Да, нека име со среќа на нив да ги видиме како тоа сето ќе заврши. Мислам многу неуспешно, но нека цитира за една коалиција. Ние имавме многу средби со
нашите коалициони партнери, но и со партии што се надвор од власта. Односно од дел од власта и надвор од власта што не се во ниеден моментално формата што сакаат да се приближат. Зборам бидејќи има и нови партии некои што сега се регистрираат и слично. Имавме многу состаноци, еве јас сум дел од таа комисија за коалицирање, односно дел од луѓето што сме од ВМРО-ДПМН и се среќаваме со многу од нив. Веќе начелно имаме некои ставови, мислам дека следната недела ќе се приближиме и ќе јавно ќе кажеме со кого влегуваме во коалиција и со кого не, но мораме да внимаваме поради некои луѓе што во минатото многу огрешија према ВМРО-ДПМН, а сега бараат повторно да се вратат. Вратата нема да биде отворена за сите, бидејќи не може секогаш кога ќе осетат дека некој доаѓа на власт да се приближуваат кон него и веднаш тоа да го прават, бидејќи сме огорчени низ процесите што се случија последниве години. Видовме дека имаше доста предавства кон ВМРО-ДПМН и треба да бидеме внимателни. Добро е што многу партии доаѓаат кон нас и се премногу разочарани од Заев, но набрзо ние ќе го направиме форматот и ќе излеземе со листата со кои ќе бидат носители. Има партии кои што се сега дел од коалицијата на Зоран? Да, има повеќе партии што доаѓаат кај нас и разговараме, но ќе видиме. Сепак треба да го прашаме и нашето членство, да ги прашаме граѓаните. Не е само брзоплета одлука да се донесе потоа да биде на штета на ВМРО-ДПМН, се разбира. Сега да кажувам кои коалициони партнери ќе влезат или нема влезат, но за некои се разбира е затворена врата, но има доста што може да им дадат, се разбира поддршка и се разбира во иднина кога ќе направиме влада, таа соработка може да продолжи со други партии. Разговараме и со албански партии, но не сме како Зоран Заев да ветуваме дека сме мултиетничка партија, ние сме македонска партија, ќе останеме македонска партија за сите граѓани во Република Македонија и она што го ветуваме ќе биде за сите подеднакво во цела Македонија. Уште еден важен сегмент е отпочнувањето на пристапните преговори со Европската Унија. Власта ве обвинува дека работите на недобивање датум за преговори со Европската Унија. Како го оценувате ова и очекувате ли да добиеме датум за преговори во март или ќе се чека да тоа се случи на не знам дали е самит во Загреб во месец мај? Видете, оваа празна флоскула ВМРО-ДПМН се кочи и се е криво по изминативе 3 години, слушаме секој ден. И не ме чуди што кажале такво нешто, апсолутно не е точно, но од друга страна ние за сите ние реформски закони бевме коректни, заедно работевме, пробавме да дадеме допринос за да се донесат. Збором имаше неколку пакети. Ние инсистиравме тогаш да влезе законот за јавно обвинителство во тој пакет, но знаете тогаш имаше закон за СЈ кој што они беа многу горди, каде што Катица Јанева беше врховниот монарх во Македонија, каде што има палка за осуда кон секој еден што мисли поинаку и тогаш не им требаше тој европски закон, сега им требаше европски закон и видовме со какви европски манири го донесува. Јас вака ќе кажам едноставно. Ние имаме премногу работа во реформите во Македонија за да го почнеме патот кон Европска унија. Многу пати сум кажал. Од кога секоја година ветуваа дека ќе добиеме датума, ние не добиваме. Ние у меѓу период ништо не правиме како држава. Ниедна институција не носи реформи, ниедна институција не се подобрува, а од друга страна слушаме криминал и корупција. Се додека не се освести секој еден политичар дека ние тука треба да си ги направиме реформите за граѓаните, ние сме далеку од тој пат. И затоа ќе кажам, не чека многу работа за да го добиеме тој датум. Тој датум и да биде дали за година, за 5 месеци или не знам кога дан, повторно не очекува тој период на многу работа. Инаку ќе трае многу долго и ќе биде многу неизвестно. Затоа гледате сега има и нова методологија, треба да бидеме внимателни сите, не само власта и опозицијата да допринесе како да биде тој пат подобар, полесен, поизводлив, но ќе има и тешки се разбира прашања што треба да се објаснат на граѓаните што значи тој пат за влезот во Европската унија. Ке продолжиме на друга тема околу инфраструктурата. Изминатиот период почнавте како партија серија на пресконференции каде промовиравте и мерки и решенија кои ќе бидат дел од програмата за обнова на Македонија. Доста амбициозна програма морам да забележам. Еве и вие како поранешен министер за транспорт и врски од 2015 до 2017 година, јасно ви е дека ве очекува многу работа. Но еве за почеток, кои се оние проекти кои што вие како тогашен министер ги започнавте, а не се успеа во овие 3,5 години да се завршат, а ќе се најдат во програмата на ВМРО-ДПМН? Благодарам на прашањето. Ако почнем за оваа тема, треба цела емисија една посебна да направиме со проектите на ВМРО-ДПМН кои беа започнати, но еве вака ќе сублимирам.
Они немаат изградено ниту 1 километар автопат, ова го кажувам јавно, транспарентно, ако имаат они информации нека ме побијат, немаат започнато ниту еден автопат за проектирање. Да почнат со проектирање, да обезбедат средства и да почнат да го градат, зборам од оние 500 километри. Сите овие експресни патишта што ги гледате во Македонија, што се градат, што некои се застанети зашто имаат пречки таму и не знаат што да направат, се е започнато од ВМРО-ДПМН и може тоа да го проверите на интернет, ќе видите дека најчесто или јас или некој друг ги пушти во потреба или почнало со градба или така натака. Им оставивме автопати. Од Вај ги завршија два, од Вај со судни маки, а беа при крај. Едниот автопат е веќе закочен целосно, цената скокна до небо. И така натака, и така натака, и така натака. И тоа веќе е јасно као бел ден дека со каква програма е да излезат, повторно ќе видат на голема лага. Ние не само што се обврзуваме со оваа програма да ги завршиме сите овие патишта. Едноставно мора да ги завршиме. Тие се земени средства, дел се од буџет, дел се меѓународни кредити и слично. Едноставно граѓаните ги очекуваат и мора да бидат завршени. Тоа е еден дел кој што е многу сериозен, а веќе гледаме дека 3 години они не може да ги завршат. Ветуваме им 1000 километри регионални и магистрални патишта во Македонија да бидат целосно реконструирани, рехабилитирани со патна, хоризонтална и вертикална сигнализација како што доликува секоја земја. Овие се многу важни патишта бидејќи секој ден ги користиме. Се додека не се изградат овие големи магистрали, Додека немаме инфраструктурата, не можеме да почнеме со ништо апсолутно останато, да. И затоа овој проект лично јас мислам дека е многу добар. Дури мислам дека не треба само 1000 и уште повеќе. Но сето тоа ќе се прави во текот на годините. Ние се обврзуваме на огромна бројка. И јас знам, убеден сум дека тоа ќе се реализира. Убеден сум. И можам со кој било да дебатирам дека тоа е изводливо и ќе се направи. Но од друга страна, ветуваме и нов автопат од Скопје до Битола. Потоа исто така од Битола до Меджитлија експресен пат, во Струмица до граница експресен пат, од Куманово до Крива Паланка исто така експресен пат и повеќе други места во Македонија, односно околу 150 км нови експресни патишта, да се завршат, разбира, сите овие проекти сега што ги има, но и други многу проекти што ќе излезат дополнително со самата програма, бидејќи ова беа дел од проектите што сега ги кажав. Со овие 1000 километри регионални магистрални патишта ние ќе бидеме присутни во секој град. И тоа е многу важно. И да видат сите дека ние не правиме споредба со дали граѓаните доаѓаат од еден дел на Македонија или од друг. На секаде ќе се работи, тоа е многу важно, но и други мерки што набрзо ќе ги објавиме со новата програма и мислам дека ќе се пронедат доста луѓе, бидејќи со овој начин на реализација на капиталните проекти кај што е најмизерен, ниту се движи економијата, ниту градежништвото, ниту па Македонија оди напред. Оваа инфраструктура која што најавувате да завршите во 4-годишниот мандат за кој се надевате дека ќе го добиете и еве во однос на оној автопат кој што го најавивте неодамна Скопје до Битола, отпочнате проектот, зборам на да се знае колку ќе не чини, кој е рокот кога ќе се заврши или допрва ќе се работат Сега ќе такви ви одговорам, некои постапки кои што нели ќе треба да во минатото доведат до имаше реализација. проект, почна да се прави нешто од СДСМ и се застана. Тоа остана вака споменик на културата. Јас лично мислам дека треба да се направи нов проект. Целосно нов европски проект. Тоа ќе одземе време, но тоа е реалноста, за да имаме добар и квалитетен проект. Тој ќе одземе време, но во еден мандат може да се стигне со безбедат средства, се почне со работа и се изгради. Ако се работи темелно, квалитетно и се разбира брзо. Ако се сака, се може. И навистина заслужува Битола да биде поврзана, заслужува стратешки тој дел да биде поврзан со Скопје и да направиме една нова артерија. Јас ќе ви кажам дека треба постојано да се проектираат нови патишта. Постојано се одвојуваат средства за секојаш државата да биде спремна кога ќе добие дополнителни средства, кога ќе расте економијата, да се вложуваат средства во инфраструктурата, а од друга страна со тие проекти ние зборам проектирање на проекти може да аплицираме да добиеме многу средства од ИПА фондовите, грантови и така натака. Јас се сеќавам само што заминав од министерската позиција, они постојано се фалеа ако ви текнува како добиле 80 на милиони грант средства за железницата. Тоа они не го сработиле, некој друг го сработил, нека се види кој е подпишан тие грант средства, ќе им биде јасно. Што се случи со тие средства? 3 години ги зборат, ништо. Нигде не беа искористени, нигде не беа ставени, нигде не може да видиме дека се гради. Во Македонија мора да има кранови да се гради на секаде. Затоа е бидејќи е добро и за општеството, но и се разбира за економијата.
И за крај ќе ве прашам што е со инфраструктурното поврзување со нашите соседи. Во дел од програмата најавувате дека ќе се направи железница од Битола кон Грција и конечно ќе се поврзе, чинам дека Куманово со Бугарија, ако не се лажам. Што е со овие проекти? Сега ќе ви кажам поконкретно. Битола Краменица е проект што го започна владата на ВМРО ДПМН и гледаме 3 години се мачат и не може да го заврши. Ние се обврзуваме дека тој проект ќе го заврши. Исто така ќе продолжиме со таа градба кон Бугарија, бидејќи сите влади ја ветуваат, но тешко иде таа градба и многу чини. Ние мора да обезбедиме средства таму и таму конкретно ги обезбедивме тие грант средства. Зашто помалце средства од буџетот додат? И тие се програмите преку ИПА, различни компоненти за да се добијат средства за да биде полесно тоа поврзување. Многу години се збораат овие железнички пруги, но јас сум убеден дека внимателно ќе ги завршиме сите. Таму се граде моментално, има степен на реализација, но не доволен и последната траса е многу скапа, каде што ќе треба, според мене, поагилно да се работи на обезбедување на грант средства за да се заврши, за да имаме дополнителни средства за други проекти во држава. Бидејќи таа компонента што има за транспорт и животна средина не е доволна преку Европската унија за се, бидејќи се делат таму средства. Но ако се сака се може да се изгради. Но не се само овие проекти, јас ќе кажам и 300 милиони за водоводи, канализации и така натака, што граѓаните на секаде кога ќе отидете на терен им се важни работи. Тоа го бараат и ние мора да го имаме во нашата програма. Што планирате до почеток на официјалната изборна програма и понатаму одите на средба со граѓаните и жителите на низ градовите? Да, продолжуваме ние постојано, се разбира, да се гледаме со граѓаните, да разговараме за актуелни теми. Собравме многу информации, многу проекти, многу укажувања, многу критики. Дел од нив ќе се најдат и програмата. Ќе се најдат. Не може се да ставиме, бидејќи навистина има и некои огромни проекти што чинат милиарди од граѓаните, но визионерски има доста луѓе што сакаат да видат многу работи и добро е тоа. Добро е што ги будиме граѓаните они да ги кажуваат оние најважни работи и мислам дека ќе се пронајдат многу граѓани. Ние продолжуваме на терен не само да ги кажуваме нашите проекти, туку да ја кажеме вистината за оваа власт, бидејќи некогаш преку медиумите не може да стигнеме на ред, бидејќи некогаш се розева, но не е розево, и затоа и се гледаме со овие граѓани и таа е реалната слика. Кога некој политичар сака да види каде се наоѓа, каква е сликата, некој отиде на терен, таму ќе му кажете. Господин Мисаловски, благодарам за тоа што ја прифативте поканата за ова интервју и се гледаме во Драго ми беше во секој време. Благодарам и на вас.